Опозицијата бара смена на собранискиот спикер. Се наведуваат повеќе причини, но главен повод е минатонеделниот инцидент на Скопскиот аеродром со косовската председателка и реакцијата на обезбедувањето на председателот на парламентот. Социјалдемократите се повикуваат на соопштението во кое МВР потврдува за настаните на аеродромот и со што, според нив, вината јасно се посочува кај Африм Гаши. СДСМ очекува премиерот Мицкоски да побара одговорност од спикерот за што, како што велат од партијата, и тие ќе дадат поддршка. Според извештајот на МВР, стои дека пријавениот СС бил испратен на меѓународен аеродром Скопје од страна на председателот на собранието и дека санкциите кон обезбедувачот и другите вработени во МВР, дел од обезбедувањето на Гаши, се поради извршување незаконска наредба. Со ова почитувани се потврдува одговорноста кај Гаши дури од страна на МВР. Прашуваме зошто ништо не е преземено досега. Дали Мицкоски ќе излезе јавно да побара од него одговорност? Дали МВР ќе покрене постапка? Или решија да го пуштат низ вода обезбедувачот на сметка да го заштитат нарачателот? Бараме итно Мицкоски да го смени Гаши од председател на собранието, зашто СДСМ ќе му даде поддршка. Го повикуваме обвинителството да покрене постапка, а Мицкоски да излезе во јавноста и да побара од Гаши политичка одговорност. Левица пак денеска поднесе интерпелација за работата на Гаши поради воведување непринципиелни политики во собранието. Интерпелацијата, напишана на 10 страници, има 7 точки причини, а една од нив е и наредбата на спикерот до неговото лично обезбедување да замине за Скопскиот аеродром и да ја реши ситуацијата со председателката на Косово. Втората основа по која што ја поднесуваме интерпелацијата е повреда на дипломатските правила за обезбедување вип личности. Тоа е актуелниот случај кога шефот на обезбедувањето на спикерот на Македонското собрание учествуваше во практично дипломатски скандал на меѓународниот аеродром во Скопје и спикерот Гаши јавно призна дека лично е дал наредбата за негова интервенција во недозволена ареа. Ставот на најголемата владеачка партија ВМРО ДПМН е дека нема потреба од смена на собранискиот спикер, зашто, како што тврдат, одговорноста е лоцирана и институциите презеле итни и неодложни мерки. Одвреди коалицијата на албански партии од чии редови доаѓа Гаши немаат одговор дали од него ќе бараат одговорност за тоа што испратил луѓе од неговото обезбедување, надвор од неговите ингеренции на Скопскиот аеродром. Целата процедура, доколку има ваква забелешка од страна на политичка партија, било, значи, орган како што е МВР, ќе се разгледува. Немаме став во врска со ова. МВР вчера во детали го објасни случајот. Шефот на обезбедувањето на Гаши со уште двајца членови на тимот по наредба на спикерот дошол пред вип салонот на аеродромот и притоа дури репетирал пиштол и влегол во конфликт со полицајците стационирани таму, барајќи одговор зошто се инсистирало на тоа косовската председателка да помине низ безбедносна контрола на аеродромот. Оделот за внатрешна контрола на МВР го суспендираше шефот на обезбедувањето, отвори и постапка против другите двајца телохранители. За ова прашање се разговараше и на средбата меѓу македонскиот и косовскиот премиер. На прашањето дали ќе има одговорности за Гаши, Мицкоски одговори дека никој не е над законот. Денеска неговата партија ВМРО ДПМН кажа дека нема да иницира смена на Африм Гаши, иако тој наредил нешто што не е во неговите законски надлежности. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.